Добра вечер. Дневник на КТВ, 27 мај 2026 година. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев денеска уствари работна средба со амбасадорката на Украина во земјава Лариса Дир. Главен фокус на разговорите беше унапредувањето на регионалната и економската соработка помеѓу Кавадарци и Лвивската област од Украина. Денеска градоначалникот Митко Јанчев оствари средба со амбасадорката на Украина госпоѓа Лариса Дир, на која се разговараше за унапредување на регионалната и економската соработка помеѓу општина Кавадарци и Лвивската област. На средбата беше договорена и следна посета на бизнес делегација од Лвивската област во општина Кавадарци, каде ќе се одржат заеднички средби со представници од локалниот бизнес сектор. Ова ќе представува значајна можност за поврзување и соработка помеѓу бизнес заедниците од двете земји, размена на искуства и отворање нови можности за економски развој. Во рамките на посетата предвидено и подпишување на меморандум за разбирање помеѓу Лвивската областна државна администрација од Украина и институции и бизнес оператори од општина Кавадарци. Поради опасност од уривање, започна отстранувањето на небезбедни објекти во Кавадарци. Со цел да се спречат несакани последици и да се заштити животот на граѓаните, надлежните служби во општина Кавадарци започнаа координирана акција за отстранување на склонопадни објекти на повеќе локации низ градското подрачје. Денеска градежна механизација и екипи на терен интензивно работеа на улицата Кукушка, каде што се отстрануваа објекти кои поради својата дотраеност представуваат директна закана за околината. Од надлежните служби нагласуваат дека оваа мерка е исклучиво превентивна и има за цел да обезбеди максимална заштита за сите учесници во сообраќајот и секојдневниот живот. Воедно се елиминира ризикот од паѓање на делови од градбите врз фреквентните сообраќајници и тротоари, се спречува потенцијално оштетување на соседни куќи и згради, се расчистуваат локации кои долго време беа запуштени и опасни. Безбедноста на граѓаните останува наш врвен приоритет. Овие активности нема да запрат тука, туку ќе продолжат и во наредниот период на сите локации каде што стручните служби ќе проценат дека постои каков било ризик, велат од пресслужбата на општина Кавадарци. Акциите за рушење и расчистување на небезбедните руини ќе се одвиваат етапно во зависност од проценките на терен и временските услови. Се апелира до граѓаните на трпение и почитување на привремената сообраќајна сигнализација околу местата каде што се интервенира. Започна изградбата на кејот на Овчка река во село Марена. Инвестицијата е во вредност од 300.000 евра, донација од фондацијата Илија Камчев и се очекува проектот да биде реализиран за краток период, велат од локалната самоуправа. Од општината упатуваат огромна благодарност до фамилијата Камчеви за оваа донација, која во целост ќе го промени ликот на Марена. Камчеви, чие потекло е токму од селото Марена, со оваа донација ќе остават белек и подобри услови за живот, како за сегашните, така и за идните генерации. Општина Кавадарци ја реализираше исплатата на финансиската поддршка за сите семејства кои имаат прваче во учебната 2025-2026 година. На секое семејство му се исплатени по 2.500 денари, а вкупно за оваа намена се издвоени околу 800.000 денари. Со оваа мерка продолжуваме да даваме поддршка на семејствата и да инвестираме во образованието и подобар почеток за нашите најмали ученици, велат од општина. На покана на премиерот Христијан Мицковски, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев беше дел од државната делегација која вчера уствари билатерални средби со владата на Република Хрватска, предводена од премиерот Андреј Пленковиќ, информираат од кабинетот на Јанчев и додаваат дека во рамки на посетата се одржала и заедничка бизнис средба со представници од бизнис секторот на Македонија и Хрватска, на која се разговарало за нови можности за економска соработка, инвестиции и
и развојни партнерства. Во духот на меѓусебната почит и партнерството беа отворени значајни теми за унапредување на соработката меѓу двете земји во областа на економијата, инфраструктурата, енергетиката, европските интеграции и регионалната стабилност, стои во известувањето од кабинетот на Јанчев. Синоќа во Кавадарци се одржа трибина на тема компликации од диабетес, превенцијата спасува. Денеска сме во Кавадарци по покана на Сдруженијето за лица со диабетес Сладка насмевка. Тоа не е ново здружение, може ново регистрирано, но не е ново. Кавадарци има долга традиција во здружувањето и организирањето на лицата со диабетес. Јас им благодарам на кавадарчани, на сите до сега кои што се здружуваат, кои што предводат, од доктор Мите до сега Сонја Ристовска. Нашата намера е денеска да извршиме едукација на лицата со диабетес за компликации кои што се многу чести и да ги им укажеме како да ги превенираат и квалитетно да го менаџираат диабетесот, да не се појавуваат компликациите како што се кардиоваскуларните, невролошките, нефролошките и офталмолошките, кои што предводат овие последните со компликациите, има премногу скапа терапија и видот најмногу не чини. Јас сум Сонја Ристовска, председател на Сдруженијето за диабетес Сладка насмевка во Кавадарци. Денес имаме работилница за компликации од диабет и моќта на спречувањето на тие компликации. Диабетот не е само бројка на нашите апарати, туку таа влијае врз нашите очи, бубрези, врз нашето здравје и целокупниот живот. Целта на оваа работилница е да се преземат мерки за спречување на сите тие компликации од диабетот. Благодарност до госпоѓа Сонја Ристовска и до Сојузот на диабетичари на Македонија на поканата. Денес сме овде да извршиме една кратка презентација на UL сензорите за континуирано следење на нивото на шекер во крвта, кои што се регистрирани во Агенција за лекови на Македонија, достапни до сите пациенти со секој тип на диабетес во Македонија и се со најдобар однос, прецизност и цена. Може да ги набавите во вашиот град во аптеките Апидо. За сите информации обратете се во локалното здружение на диабетичари. По повод празникот Курбан Бајрам, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев упати честитка до муслиманските верници со желби за добро здравје, мир, благосостојба и семејна среќа. Нека овие празнични денови донесат спокој, радост и меѓусебна почита, вредностите на хуманоста, солидарноста и љубовта бидат водилка за сите нас, стои во честитката од Јанчев. Продолжено работното време на угостителските објекти во Росоман за време на манифестацијата Прасковер. Градоначалникот на општина Росоман, Ѓорѓи Крстевски, согласно одлуката донесена од Советот на општина Росоман, издаде заклучок за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општината. Продолжувањето на работното време важи за периодот од 29 мај до 31 мај 2026 година по повод одржувањето на манифестацијата Духовден фест Прасковер 2026. Со ова се овозможува продолжување на работното време на угостителските објекти за дополнителни 2 часа од регистрираното работно време. Општина Росоман ги повикува сите угостители и граѓани на одговорно однесување и почитување на јавниот ред и мир за време на одржувањето на манифестацијата. Советот на општина Росоман утре ќе одржи редовна 12-та седница, а пред советниците ќе се најде и првиот ребаланс годинава на општинскиот буџет. Утре четврток со почеток во 10 часот Советот на општина Росоман ќе одржи редовната 12-та седница. Според најавите за оваа седница засега се предвидени 6 точки на дневниот ред. Пред советниците прво ќе се најде извештајот на Комисијата за финансии и буџет, а потоа и предлог измените и дополнувањата на општинскиот буџет, односно првиот ребаланс за оваа година. Потоа советниците ќе разгледаат барања за финансиска помош од правни физички лица,
пак и ги разгледаат и измените во годишниот план за вработување во општината за 2026 година. На дневен ред ќе се најде и предлог програмата за измени на програмата за одбележување на предстојната манифестација Духовден фест Праскобер. Потоа ќе следуваат и неколку предлог програми за дополнување на програмата за финансирање на изработката на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росомон. Последна точка на дневниот ред е кварталниот извештај за финансиското работење на заедничкото јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Председателот на СДСМ Венко Филипче побара граѓаните на референдум да одлучат дали сакаат, како што рече, да ја плаќаат цената за криминалните политики на Христијан Мицковски и ВМРО ОКГ, кои ја држат државата надвор од Европската Унија. Ова власт сега повторно лаже. Сега дека Европа ни го загрозува идентитетот. Единственото нешто што е во овој момент загрозено е иднината на нашите деца и животниот стандард на граѓаните во држава. Доста е веќе од лагите и пропагандата на криминалната група на власт. Едноставно, доста е. Граѓаните се будни, се свесни, не се наивни, не можете повеќе да ги лажете. Сите веќе ја знаат вистината. Мицковски и бандата не сакаат во Европа, затоа што таму има одговорност, таму се одговара пред европски обвинители за криминал и за корупција. И затоа не држат како заложници, затоа се ствараат вештачки конфликти, затоа се идентификуваат лажно внатрешни предавници и надворешни вештачки непријатели. На власти е добро, тие не живеат лошо како граѓаните, со бугарските пасоши во джеп, со криминалните партиски тендери, со владините авиони на плажа, додека народот не може да преживи. И кога ќе дое време, тие ќе напуштат држава, ќе да живеат во некоја европска земја и ќе остане Македонија опустошена, сиромашна и безнадежна. И јас тоа не го прифаќам. И Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа не го прифаќа. Нема да дозволиме децата да се селат во Европа, во Америка, во Австралија. Не сакам нашите деца да растат тука во оваа земја, која што е безнадежна, која што нема иднина и у која што не ја гледаат својата шанса. Затоа ова веќе не е политичко прашање. Ова е прашање за сите нас, за секој еден граѓанин, за нашите семејства, едноставно прашање за нашата иднина. Ова, почитувани граѓани, е референдумско прашање. Не може Христијан Тино Мицковски да одлучува за нашите судбини. Едноставно, доста е. Мора граѓаните да одлучат за тоа. Затоа што граѓаните, нивните семејства, нивните деца, ќе ја плаќаат цената на овие погрешни политики на Мицковски. Затоа граѓаните се единствени кои што можат да одлучат за својата судбина. Не сакаме сите да плаќаме оваа цена. Сакаме иднина. Распишете референдум. Прашете ги граѓаните. Не може вие да одлучувате за судбината на сите кои што живеат во државата. 2 години МВР со Тошковски не постапува за криминалот со надзорот на Бехтел и Енка, обвинија од Левица. Цели 2 години МВР со Панче Тошковски не презема никакви дејствија за криминалот со фирмата за надзор над проектот со Бехтел и Енка, иако во јавноста беа објавени сериозни сомнежи за милионски злоупотреби и енормни хонорари, пишуваат во соопштението од Левица. Според информациите од обвинителството, предметот практично тапка во место поради непостапување на МВР во предистрага која трае 2 години, за која обвинителството пратило и ургенции до МВР, нагласуваат од Левица. Понатаму во нивното соопштение се додава: во меѓувреме се менува собственичката структура во фирмата за надзор Electra Solution и нов собственик станува Бојан Савески, кадар на ВМРО ДПМН и поранешен соработник на Коце Трајановски. Со тоа ДПМН од наводен критичар на криминалниот договор со Бехтел и Енка стана директен учесник во шемата од која се вртат милиони евра народни пари.
Особено симптоматична е улогата на Electra Solution, фирма која јавноста ја памети како компанија за долен веш, а која подоцна доби околу 8 милиони евра од надзорот над коридорите. Токму ВМРО ДПМН, додека беше во опозиција, јавно прашуваше како фирма за долен веш добива милионски договори за стратешки инфраструктурен проект. Денес, кога нивни луѓе влегуваат во структурата на надзорот, за истата фирма истиот криминал, Мицкоски молчи. Јавно објавените информации покажаа и вртоглави суми за ангажираните експерти од Македонија преку оваа фирма, по 20.000 евра месечно за надзорни инженери и дури 300.000 евра по преговарач. Понатаму од левица пишуваат: Панче Тошковски и МВР уште еднаш покажаа дека ветувањата за одговорност за историскиот криминал со Бехтел и Енка биле само предизборна лага, откако Артан Груби им избега, па сам се врати без институционална реакција, сега истите структури го штитат и криминалот со Бехтел и Енка. ДПМН не само што не го гони историскиот криминал со Бехтел и Енка, туку очигледно реши да стане дел од него, обвинуваат од левица. Стоилковиќ отворено работи за кинеска и руска агенда, директен удар врз интересите на Македонија, обвинување на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Вице-премиерот Иван Стоилковиќ, најблискиот соработник на Мицкоски и втор човек во владата, отворено повикува на соработка со Кина. По години застапување на српски и руски интереси, сега Стоилковиќ стратешки удри и на стратешкиот партнер на Македонија, Соединетите Американски држави. Се што прават, од организирање митинг за поддршка на Вучич во Куманово, заедно со Мицкоски, преку состаноци со Милош Вучевиќ во Скопје, до патувањето во Кина, заедно со делегацијата на сестринската партија на ВМРО, СНС и Вучич, кој доби висок орден лично од Си Джинпинг за заслугите во блокирањето на европскиот пат, има една цел – блокирање на европскиот пат на Македонија. По кинескиот кредит од 1 милиарда евра, што Мицкоски го зеде преку Орбан, парите се потрошени, а никој не знае точно зашто. Продолжува антиевропското делување на ВМРО и нивната криминална група. Освен уредникот на Орбановите медиуми Латас, уште еден соработник на српските служби и прв човек на Мицкоски за антиевропска пропаганда, сега Стоилковиќ јавно удри врз стратешките интереси на Македонија. Во новиот стратешки документ на Стејт Департментот јасно се нагласува дека Кина и Русија се малигни актери кои активно се обидуваат да ја искористат нестабилноста, корупцијата и слабата управуваност во Западен Балкан за да го прошират своето влијание. Додека вице-премиерот на Македонија отворено промовира кинеска соработка и патува со Вучич, САД јасно гледаат во Кина и Русија закана за стабилноста и евроатлантската интеграција на регионот. Ова, почитувани, е свесна политика на Мицкоски и неговата криминална група, да ја држат Македонија далеко од Европската Унија, а поблиску до авторитарни сили и источни влијанија. Граѓаните заслужуваат европска иднина, а не да бидат заложници на туѓи интереси и грабеж. Реформи сега, малцинства во уставот сега, Европа сега. Уставните измени не се единствениот услов. Бугарија има пошироки барања кон Македонија, а Филипче е спремен да ги прифати, сметаат од владеачката ВМРО ДПМН. Очигледно е дека единствениот кој безрезервно им верува на пораките на Румен Радев, дека уставните измени се последна пречка на патот кон Европската Унија, е токму специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче. Премиерот на Бугарија, Румен Радев, излегува во јавноста и вели дека македонските револуционери, како Гоце Делчев и Јане Сандански, се бугари, македонските дејци како браќата Миладиновци исто така дека се бугари, како и основоположниците на словенската писменост, Кирил и Методи, како Климент и Наум Охридски, дека се дел од бугарската историја, осуда од специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче, нема. Румен Радев вели дека македонскиот јазик постои од 1945 година, Филипче не осудува. Румен Радев вели дека македонскиот идентитет постои од 1945 година, Филипче не осудува. Радев вели дека пред 1945 година сме биле бугари, Филипче не осудува.
Македонската историја, која е надалеку позната и прочуена, Румен Радев ја представува како бугарска, а Филипче не осудува. Почитувани граѓани, зошто ова што го говориме е многу важно? Затоа што вие имате право да знаете какви отстапки би следеле понатаму, доколку СДС и Филипче повторно добијат можност да одлучуваат за државните позиции. Од авион се гледа дека Бугарија има пошироки барања кон Македонија, кои директно навлегуваат во прашањата за македонскиот идентитет, историја и културно наследство, а не само за внесување на неколку илјади бугари во уставот. ВМРО ДПМН останува цврсто на ставот дека македонските национални интереси, достоинството на државата и историската вистина не смеат да бидат предмет на политички договори и трговија за власт. Трпедеановски од УПОС за луксус и спортски игри во Црнагора потрошил над 60.000 евра пари на синдикалците од чланарина, обвини на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Трпедеановски од УПОС за луксус и спортски игри во Црна Гора потрошил над 60.000 евра пари на синдикалците кои од својата плата ги даваат за чланарина. Лажната скромност на синдикалците како Трпедеановски од УПОС излезе на виделина. Додека во Македонија вели дека се мали платите и дека се борел за поголеми плати, дека граѓаните живееле во сиромаштија и мизерија, Трпедеановски во Црна Гора се луксузира на трошок на неговите синдикалци. Трпедеановски, претседател на синдикатот на УПОС и дел од раководството на ССМ, ги троши парите од членарините на синдикалците за луксус, шетање и организирање на спортски игри. Трпедеановски, преку синдикатот на УПОС, организирал луксузни спортски игри кои траеле 4 дена, но не во Скопје, Охрид, Дојран или Струмица, туку во атрактивното и луксузно туристичко место Чањ во Црна Гора. На Трпедеановски мала му е Македонија и нашите туристички капацитети, па затоа одлучил спортските игри на УПОС, кои многу пати се одржувале во Македонија, овој пат да ги одржи во Црна Гора и за тоа да потроши над 60.000 евра. Синдикалците на батерии си го покажаа правото лице. Пред камерите глумат загрижени и борци за поголеми плати, а позади камерите се луксузираат на грбот на своите членови. ГРК Тиквеш со пораз од Охрид 22-29 ја заврши ракометната сезона. Кавадарчани имаат скоро 12 победи и 20 порази. Сезоната ја завршија на 6-то место. Заврши сезоната за ракометарите на Тиквеш, откако во последното коло загубија од Охрид со резултат 22-29. Надпреварот помеѓу Тиквеш и Охрид наместо во Кавадарци се одигра во Охрид, бидејќи на тој начин охриджани добија повеќе време за одмор пред реванш средбата од финалето на купот на ЕХФ против Татабања. Тренерот на Охрид Борис Роевич реши да одмори некои од клучните играчи, па Иванковиќ, Пилиповиќ и Ојлевски останаа на трибините, а и некои од првата постава повеќе беа на клупата отколку на теренот. Но и со таков состав, Охрид беше пресилен противник за кавадарчани. Со овој пораз Тиквеш сезоната ја заврши на 6-то место во плейоф сегментот со освоени 24 бода, колку што има и 5-то пласираниот Бутел и скоро 12 победи и 20 порази. Охрид до утре ќе биде на второто место на табелата и ќе го следат мечот во Битула, каде Еврофарм Пелистер е домаки на Алкалуид. Нормално ќе навиваат за скопскиот тим. Битолчани едноставно мора да победат, бидејќи во секој друг исход Охрид ќе заврши на второто место. Со победа Еврофарм Пелистер ќе завршат сезоната како второпласирани. Да подсетиме дека за крај на сезоната охриджани ги очекува историскиот надпревар на домашен терен против Татабања во финалето на ЕХФ купот, каде во спортскиот центар Билјанини извори ќе се обидат да ја одбранат позитивата од 1 гол од првиот меч одигран во Унгарија.
Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град. Температурата ќе се движи од 15 до 30 степени. Тоа беа содржините во Дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.